Продолжуваме на тема спорт, поточно зборуваме за фудбалот, го презентираме фудбалскиот клуб Водно од Скопје и се разбира зборуваме за нивните успеси, неодамна се врати од Шпанија како шампиони на Македонија на Овеидо Куп. Деталите треба ќе ги дознаеме од Сашо Божиновски, Кирил Трајковски, кои се тренери во овој клуб и младите фудбалски надежи, како што можете да забележите полно студио, 25 дечиња од ФК Водно, наши гости. Добро утро, добро ни дојдовте во емисијата. Добро утро. Добро. Се вративте како шампиони од овој престижен настан. Очекувавте ли дека ќе бидете најдобри? Настапувавте со генерација 2013-2015, кои што всушност овие дечиња редат успеси тука и на нашите домашни првенства, на фудбалската лига, детска лига на Фудбалската федерација на Македонија. Вака, прво добро утро до сите, честни што сме тука. Вака, Овиедо Куп важеше за како главна цел наша не беше Овиедо Куп, овој цел период што се спремавме. Значи не се спремавме некои 3-4 месеци интензивно. Дечињата додека беа на пауза од училиште, правевме и дури по 2 тренинга дневно, може се случуваше. Често правевме анализи на надпревари, буквално цела сезона пред тоа опфативме и се спремавме. Главна цел ни беше Овиедо Куп. Да, имавме, знаете, не бевме само таму колку да учествуваме, нашата цел беше да направиме некој успех, меѓутоа ова што го направивме беше и повеќе од тоа што го замислувавме. Така да отидовме со две генерации, 2015-2013, тие генерации ни важат како некои што ни се, како ајде да кажеме, најспремни дечиња во клубот. Отидовме со најсилните генерации и успеавме да стигнеме до самиот крај на турнирот. Важеше како имаше златна лига, сребрена и бронзена лига, ние успеавме да освоиме таа бронзена лига со двете генерации. Сребрената лига со двете генерации. Значи сепак ова беше предизвик за вас? Овој тур. Да, беше предизвик, меѓутоа целта ни беше, искрено ви кажувам, ни беше не само колку да учествуваме туку, стварно ни беше цел да отидеме до самиот крај и успеавме, заради тоа што премногу се спремавме за турнирот. Тренинг зимате секојдневно, значи ли тоа дека гледате иднина во овие млади, да речеме, фудбалери, спортисти, светла иднина во македонскиот фудбал? Па реално да, затоа што мислам за тоа и се вложуваме многу ние во нив, не само во овие две генерации, туку воопшто во сите генерации од ФК Водно. Искрено тренираме 5 до 6 пати во неделата, што е реално нешто, да речем, не секојдневно тука кај нас и затоа пробуваме нешто поразлично да правиме, сепак да стигнеме, да речем, до таму каде што бевме во Шпанија, затоа што мислам да стигнеме до Шпанија. Зборам да бидеме барем тука некаде со нив, поради моментот што сакаме нели да излеземе од сето ова сивило од спортот што се случува кај нас моментално, да излеземе малце да се пробиеме и на европска карта, да не биде само да се бидеме тука локални, да одиме на турнири само да учествуваме нели со мотото, да супер е мотото, да се оди да се учествува, да се дружат децата и се тоа. Меѓутоа, еве, ќе видите и по самите нив, мислам и општо и ние сите, каков да речем на некој начин се направи бум тука со самото тоа што ние сме донеле два пехари од таму, што е, пак ќе речем, не секојдневно за тука на овие наши простори, да отидеш во една далечна Шпанија на 2,5 километри од дома и да донесеш некој пехар е стварно не секојдневно и е доста голем успех. Ние реално не бевме ни свесни дека тоа сме го направиле првите неколку дена додека дојавме, па имаше медиумски бум, не споделуваат луѓе, личности и тогаш малце како да се свестивме дека сме направиле стварно нешто посебно. Како се ловат млади таленти? Тежок ли е процесот или тоа е како му доаѓа на прв поглед? Па искрено да, има талентот е на почеток може да се види, меѓутоа џабе е талентот ако децата не работат, искрено. Тој момент тој талент трае до 10-та, до 11-та, до 12-та година, потоа работата си преовладува и работата доаѓа до израз. Не може да се потпираме само на моментот талент. Јас сум талентиран и да спијам на тоа уво дека талентот мене ќе ми изнесе, ќе играм за најпрестижните екипи во Европа, далеко од тоа. Работата си го прави своето. А и убаво рековте, долго се подготвувавте и напорно се подготвувавте. Реално, да, резултираше практично. Да, резултираше затоа како што спомна Кире, по 2 тренинга во денот, имаше денови каде што имавме по 13 тренинга, 14 тренинга во неделата, што е реално баш единствена цел као светло на крајот од турнирот не беше Овиедо турнирот и реално мислам дека добро го представивме клубот, а и
нормално Македонија секако. Голем Затоа што- успех за Македонија затоа што гледаме дека нашите дечиња можат да се носат буквално со овие светски, да речеме, сили во фудбалот, затоа што и ние имаме тука квалитет, можеби ги немаме условите кои што ги имаат тие, меѓутоа имаме многу талентирани деца. Ова е навистина големо искуство, се разбира и за нив. Да, огромно искуство. Јас, како што кажав, и таму после самиот турнир, значи, верувајте дека квалитетот меѓу нас и нив е минимален. Зборувам, единствен проблем кај нас е, според мене, таму што го видов тоа, е квалитетот на лигата. Значи, они имаат сериозна конкуренција таму меѓу себе. Играат секој викенд играат утакмици, зборувам, од екипи од врвот, Реал Мадрид, Барселона, играат меѓу себно, зборувам они. Сите меѓу себе. Значи Реал Овиедо таму, сите што се надпреварувавме како златна лига, што се погодивме нив, они имаат страшна конкуренција. Сега, мислам дека проблемот е кај нас што буквално ние имаме, да речеме, 1 до 2 до 3 надпревари, тие зборувам што сме поквалитетни генерации, 1 до 2 до 3 надпревари во годината. Каде што знаете како ние кога ќе отидеме сега таму, се појавуваме таму и одеднашка се соочува со некои екипи кои што играат интензивен фудбал, те напаѓаат, а тука ние сме навикнати само да напаѓаме ние. Буквално и сега кога ќе видиме и од дека стварно и други играат, ќе видиме добар фудбал, знаете, малци децата додека се прилагодат е тој момент малце потежок. Меѓутоа мислам дека квалитетот воопшто не е некој подоминантни од нас било колку. Ситен квалитетот, разликата моментално можеме да се носиме буквално со сите. Значи треба почесто предизвикување Да, практично на. па тоа ни е целта, што е можно повеќе да одиме во странство, да играме такви надпревари за да видиме и до кај сме и да можеме да го пратиме тоа темпо што го носи светскиот фудбал. Ќе ги вклучиме тука дечињата затоа што тие се пред се оние кои што ги освои овие награди. Ќе го земете микрофонот, ќе ни се представите. Ајде веднаш до тренерот кој е? Ајде, Павел. Ајде. Појле. Здраво, јас сум Павел Андреевски. Здраво, јас сум Давид Јанев. Кажете ни од кога играте фудбал? Еве да почнеме, може да представиме Здраво, се. јас сум Горен Јанкуловски и се бавам со фудбал веќе 7 години. Кој е твојот идол? Мојот идол е Кубарси од Барселона. Така. Здраво, јас сум Димитар Тичевски, јас се бавам со фудбалот 6 години. Здраво, јас сум Лука Тодоровски и јас се бавам со фудбал 7 години. Ова е поставувам генерација 2013, така? Јас сум Кален Тодоровски и се бавам со фудбалот 7 години исто. Добро, не е исто кога на тренинг, меѓутоа. Здраво, јас сум Хустин Јуповски, се бавам со фудбал 5 години. Здраво, јас сум Горан Георгиевски, се бавам со фудбал 5 години. Здраво, јас сум Александар Темков и се забавам со фудбал 5 години. Интересно се кажа да видите. Здраво, јас сум Јаков Пецев и се бавам со фудбалот веќе скоро 7 години. Ајде да видиме уште до тебе од генерација Јас сум Вук 2013. Бркич и се бавам со фудбал више 6 години. Браво. Ќе продолжиме со генерација тука Тука е 2015. 5 мешани се. Така, тука мешани. имаше. Ајде, Здраво, можеме, јас сум ќе ни Мика се представите Цветков, сите се и ќе ми занимавам со кажете фудбал од 5,5 години. каде вие се гледате понатаму. Здраво, Каде јас сум сакате да Андрей играте? Шкилевик и се бавам со спорт од 7 години. Здраво, јас сум Мира Чали, се бавам со фудбал 6 години. Здраво, јас сум Омар Демировиќ и се бавам со фудбал 4 години. Здраво, јас сум Павел Јанкуловски, се бавам фудбал од 4 години. Павел, точно е дека ти највеќе голови даваш за твојата екипа? Здраво, јас сум Давид Ангеловски, се бавам со фудбал од 5 години. Здраво, јас сум Јован Ѓоревски, се бавам со фудбалот 3,5 години. Здраво, јас сум Лука Петковиќ и јас се бавам со фудбал 5 години. Како сте вие задоволни? Еве ќе продолжиме со уште едно прашање од она што го освоивте во Шпанија. Ќе ни се представиш, се разбира. Здраво, јас сум Стефан Павловски, се бавам со фудбал 4 години. Здраво, јас сум Константин Доновски, се бавам со фудбал 3 години. Константин, каде како сакаш поминати ти? во Шпанија? Он спомна. Како поминати во Шпанија? Ја Задоволен во си? Шпанија поминав супер, задоволен сум од екипите од се. Каде сакаш да играш? Јас Спомнати. сакам да играм во Манчестер Юнајтед. Изненадување. Ајде да ни за се колегите. представат уште тие што ни остана, сепак мора да им даеме простор на останатите. Здраво, јас сум Максим Новојч, тренирам фудбал 7 години. Кара сакаш ти да играш во иднина? Реал Мадрид. И јас сум за Реал Мадрид. До тебе? Се најдовте.
Може, Повед. да. Здраво, јас сум Бојан Тодоров и се бавам со фудбал 2,5 години. Здраво, јас сум Бојан Добровски и се бавам со фудбал од 6 години. Каде ти се гледаш виднина? Па може би тренер на ФК Водна, нели? И мислам дека остана така. Здраво, јас сум Нестор Дромовски и се бавам со фудбал. Ти си генерација 2013, претпоставувам. 15-та. Здраво, јас сум Нестор Дромовски и се бавам со фудбал 3 години. Кажи ми, кои се твоите очекувања, предстои завршница на детската лига на ФФМ? Очекувате ли дека годинава може би ќе освоите прво место? Може некој место, прво, второ или трето. Ајде за крај на овој разговор ќе ги вклучиме тука и двајцата тренери за да закружиме оваа тема. Споменав, ни се ближи крајот на детската фудбалска лига. Активно се разбира учествувате со вашите генерации. Кои се вашите очекувања за година? Па, искрено, до сега, затоа што ние како клуб постоиме 3 години, ова ќе ни биде трета година како влегуваме во овој момент во завршниот дел на ФФМ детската лига. До сега сме немале некој значителен успех, поради тоа што сме прилично нова фудбалска школа. Меѓутоа сега со целата ова интензивна работа и се што ни се случуваше изминатиот период, сите тие турнири и се останато што е помеѓу нас, искрено имаме, да речам, целиме кон високи очекувања оваа сезона. Нели, сепак е фудбал, сепак е игра, не секогаш победува по добрата екипа, некогаш победува таа екипа што ќе има повеќе среќа, фудбалска среќа зборам. Меѓутоа целите секогаш како и до сега, така како и за сите турнири до сега што сме биле, така и за завршниот дел од ФФМ детската лига, се високи и очекуваме висок пласман. Кирил, вие за што се подготвувате? Ја споменавме детската лига, меѓутоа да речеме што следува во наредниот период. Па после детската лига Еве ги гледаме инсертите од Шпанија. Да, под детската лига нели сега е фокусот само на детската лига. После тоа не чекаат турнири, не чека Белград. Се надеваме, веќе сме во преговори за повторно Шпанија, за уште подобар турнир, овој пат во Мадрид. Буквално цел европски крем ќе биде таму. Па тоа е целта. Искрено сега сакаме само фокусот да не биде на ФФМ, пошто еве за 2 недели почнува разигрувањето, а после тоа фокус е на повторно на интернационални турнири. Ја ви благодариме што ни бевте денес гости, ни го разубавивте, се разбира, студиото. Ве очекуваме повторно со нови успеси, многу награди и како хорче, може да како хорче. Прави едно хорче. Па ве чекаме повторно. Многу среќа и успех. Ви благодариме многу на поканата на вас. Чест нешто. Чест нешто. Благодариме што. Драго ни.